Секој објект започнува со идеја. Секоја идеја од знаење. Архитектурата и градежништвото градат простори, не ограничување. Секогаш ме интересирале објектите, начинот на нивната изградба, сум се воодушевувала на убавите градби, кога ќе патувам надвор и така натака, и ми беа некако предизвик да видам што се случува и сакав да бидам дел од изведбата на некои капитални проекти. Сакав професија која директно ќе влијае на секојдневието на луѓето и на нивната безбедност пред се. Сообраќајното инженерство не е само да најдеме решение за сообраќајот, да го испланираме и да го испроектираме, до некаде е и наука за безбедно, брзо, ефикасно овозможување на движење на луѓето. Кога ќе знаете што сакате, најдобро, значи уште во самиот старт на вашето образование, со почетокот на вашето средно образование, да се запишете во струтно училиште, бидејќи уште у сам старт се запознавате со целата проблематика, убави се и праксите кои што ги имаат средните училишта, полека ве воведуваат во работата и што и да се случи понатака, можете да одлучите да работите со вашето средно стручно образование или ако завршите факултет, ете да продолжите и понатака со надоградување на вашето знаење. Полесно е кога на факултет ќе дојдете со одредено предзнаење. Јас одидов со гимназиско образование на факултет, да, можеби бев спремна за математика и бројки, но за стручни поеми многу послабо. Жените во инженерството се многу потребни и потребно е да бидат во инженерството, заради тоа што ние како жени имаме една специфичност, една прецизност која во планирање и проектирање и како е потребна. Искрено се зачудуваат луѓето, се уште кај нас постои менталитетот дека градежништвото е машка работа и кога ќе им кажам дека се занимавам со градежништво, така леле па добро е, тешко ли е за жена, има повеќе такви прашања, ама меѓутоа кога ќе видат и кога ќе им покажам све што сум работила и начинот на кој што работам, ете едноставно се воодушевуваат и пофалуваат. Уште како мала имав желба да цртам и да осмислувам простори, па некако токму ова училиште сметав дека ги има токму тие квалификации и тука научив како тие идеи да ги претворам во реални планови и проекти. Градежништвото целиот мој живот бил во моето растење, во моето семејство, бидејќи татко ми бил градежник, работел на објекти и ја од таму сум ја добил љубовта кон планирање, кон архитектура и кон градежништво, ама се запишав градежен техничар бидејќи не сум толку добар во цртање и поише работам на објекти. Па можеби тоа што архитектите се луѓе кои креираат простори што се функционални, инспиративни за луѓето што ги користат и тоа ми е најфасцинантно. Кога ќе отидам на објект, се осеќам како да сум дел од нешто поголемо. Кога ќе отидете таму, кога ќе видите како све работи у хармонија, како сите си ја вршат својата работа и пак допринесувате нешто огромно, дава некое задоволство. Мојот фокус за иднината е да си отворам своја градежна фирма, да почнам јас да градам објекти, ама за тоа понатаму ќе биде, бидејќи сега јас работам на објекти, мене ми се свиѓа тоа и едноставно различно е чувството кога сте тука, различно е чувството кога работите на објект. Моментално сум матурантка, би сакала да го продолжам моето образование на архитектонскиот факултет, подоцна да се осварам како успешен архитект кој ќе креира успешни проекти, па во иднина можеби и да основам свое проектанско студио. Идеите се најсилната конструкција. Иднината ја цртаме и градиме сите заедно. Да ги струшиме стереотипите и да изградиме еднината.